Имаме преку 200 членови и тие се поделени во неколку секции, во неколку групи, од пионерска група од 10 години до сениори до 25-6 години. Во просториите на Дом на младите во Качарево, Сдруженијето на македонците од Јужнобанацкиот округ Вардар Качарево ги угостија членовите на фолклорното студио Етнос од Скопје. За наша радост, големо гостопримство нашите членови на Сдруженијето покажа. Етнос студио е на пропатување низ Европа и овде изразија желба да имаат концерт во Качарево изненадно. Се сложивме и со радост ги пречекавме. Фолклорното студио Етнос од Скопје е едно од најзначајните чувари на големото културно богатство на македонскиот народ, култура и традиција. Студиото Етнос после веќе 15 години активира во Скопје, во главниот град на Македонија. Имаме преку 200 членови и тие се поделени во неколку секции, во неколку групи, од пионерска група од 10 години до сениори до 25-6 години. Ние сме сериозен ансамбл, имаме огромен фонд на народни носи, секоја година патуваме по 4-5 пати надвор од Македонија. Пред 15 дена бевме на 10 патување во Шпанија, минатата година бевме во Италија, предходно бевме во Полска, така натаму и така натаму. Значи, фолклорот е животот на еден народ и тој треба да се негува, да се чува, да се одржува. Студиото Етнос беше на својата голема турнеја низ 3 града во Германија, но своето извонредно представување на македонскиот фолклор има желба да презентираат и на нашинците во Качарево. Со кои кореографии се представија председателот Ване Издвојува. За ова прилика ја користиме она иста програма која што ни беше наменета за Германија, значи наменски ни беше програмата таму направена, така и одека доаѓаме наменски. Доаѓаме со една игра од Куманово, Кумановскиот крај, тоа е играта Седенка од Гиле Василев, кореографот Гиле Василев, со две игри од југоисточниот дел на Македонија со Малешевка и со Пијанец од кореографот Јовица Блажевски. За љубовта кон фолклорот ни раскажаа членките на ова фолклорно студио Марија и Елена. Љубовта ми се роди околу, мислам дека 10 година имав. Ме пријави мојата мајка и еве веќе активно 12 години членувам во нашето студио, фолклорно студио Етнос. Со брат ми започнавме почти пред 8 години, се занимаваме со фолклорот и сакавме многу музиката и решивме да пробаме нешто ново, како што тогаш за нас беше фолклорот и еве веќе 8 година поминува и супер ние се пронајдовме баш тука. Оваа фолклорно студио се гордее со уникатен и вреден фонд на носии. Ова е носија од Куманово, од Кумановско поле. И денеска пред нашите граѓани, пред граѓаните на Качарево, ќе се представиме со кореографијата Седенка. Јас носам кумановска носија, која што гледате составена од повеќе делови, имаме фута, појас, елек и тука накит некој. Какво е чувството кога ја презентираш македонската култура, овие две членки на студио Етнос додаваат? Чест ми е и задоволство што сум дел од моето друштво и никогаш нема да се покајам што ете ја презентирам мојата култура, македонската култура пред сите народи и пред целиот свет. Се чувствувам многу гордо, бидејќи имаме ние македонците што им покажаме на другите луѓе, почнувајќи нели од носиите, од различните бои, шари и слично. Задоволството на овој настан не го крија ни домакините, ни гостите, а успешноста на овој богат концерт секако потврдува и полната сала на Домот на младите во Качарево.